Почитувани гледачи, емитуваме ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. По повод Европскиот ден на граѓанската правда, денес судовите ги отворија вратите за граѓаните. Во апелациониот суд во Гостивар, студенти и средношколци одблиску се запознаа со неговата работа и функционирање. Студенти и средношколци од Гостивар денес имаа можност одблиску да се запознаат со работата и функционирањето на Гостиварскиот апелационен суд. Домаќин им беше председателот на апелација, Шефајат Хајдари, кој ги информираше за формирањето и почетоците на судот, организацијата и обемот на работа и друго. Посетата на младите во апелација се организираше во рамки на одбележувањето на Европскиот ден на граѓанска правда 25 октомври. Дека од 2008 е почнато со работењето, значи првиот избор на суди, бројката била 11 плюс председател 12, после се одлука на судскиот совет на неколку пати, значи зголеме бројот на судиите, така да последната систематизација предвидува 15 судии плюс председател 16. Значи во склоп на надлежностите на апелациониот суд во Гостивар, значи постапуваме по жалба на донесени одлуки од првостепените судови во основниот суд Гостивар, Тетово, Дебар и Кичево. Нашиот суд е така организиран што имаме специализирани совети, значи имаме кривични совети, имаме граѓански совети и стопански совет и совет кој одлучува за деликвенција на малолетниците. Студентите и учениците прошетаа и низ судските простории, а поставуваа и прашања врзани со работата на судот и судиите. Се интересираа за начинот на избор на судии, распределбата на предметите, борбата против корупцијата и слично. Европскиот ден на граѓанска правда има за цел преку разни активности граѓаните непосредно да се запознаат со функционирањето на системот на правосудството. И во Основниот суд Тетово денес се организираше отворен ден за граѓаните по повод Европскиот ден на граѓанската правда. Со цел правдата да се доближи до граѓаните и тие да бидат запознаени со нејзиното спроведување, денес се одбележува Европскиот ден на граѓанска правда, по чиј повод Основниот суд Тетово организираше отворен ден за граѓаните. Студентите од правните факултети и средношколците од економското училиште имаа можност да се запознаат со функционирањето на системот на правосудството, да постават прашања на вработените и да присуствуваат на судско рочиште, додека останатите граѓани не покажале интерес. Портпаролката на Тетовскиот суд, Верка Костоска, информираше дека оваа институција секогаш е достапна за граѓаните, кои можат да добијат информации од порталите во судовите, а исто така на нивната интернет страница се објавуваат пресудите. И невладините организации покажуваат интерес да следат предмети од поширок јавен интерес. Костоска додаде дека во Тетовскиот суд се постапува навреме, се трудат помалку да се одлагаат постапките за процесот да биде поефикасен и поекономичен. Предност им се дава на постапките кои се постари, малолетничките и притвореничките. Инаку во Основниот суд Тетово работат 19 суди, на 19.453 предмети во првите 9 месеци од годинава, од кои 4155 се нерешени од лани. Во истиот овој период од вкупниот број предмети решени се 14.219. Зголемен е приливот во областите на прекршочни и граѓански предмети. До септември се регистрирани 2099 граѓански предмети, од кои 629 се од лани, додека 1471 се нови. Од нив решени се 1548 предмети. Бројот на прекршочни предмети е 2561, од кои лански се 409, а 2561 се нови. Од нив се решени 2114.
Југохром наредниот месец ќе продолжи да го гради системот за отпрашување. Владата им ветила дека Македонската банка за поддршка на развојот ќе им одобри кредит во висина од 1,5 милиони евра за оваа намена. Се надеваат дека филтер станицата ќе биде изградена до април наредната година, со што фабриката по пауза од 2 години пак ќе го стартува производството. Точно 2 години оджаците на Југохром не чадат. Фабриката е под клуч, вработените сега поранешни седат во селските кафулиња и се уште се надеваат дека комбинатот, единствениот извор на екзистенција во овој регион, ќе проработи. Разочарани, ретко кој од нив сакаше да зборува пред камера. Ни раскажа дека половина од нив седат дома, останатите се под завод, некои земаат материјална помош преку законот за стечај, а ретко кој од нив се вработил. Ние како пензионери, ве ги раниме деца. Од раководството на Југохром велат дека рестартирањето на фабриката се одолжило поради бавното градење на филтер станицата, која услов Југохром да почне со работа. Уверуваат дека ќе го стартуваат производството најдосна до април наредната година. Владата им ветила дека за неколку недели Македонската банка за поддршка на развојот ќе им одобри кредит од 1,5 милиони евра, потребни за доизградба на системот за отпрашување. Филтер станицата во кругот на комбинатот Југохром се гради не цела година. Засега е поставен само бетонскиот фундамент, но и дел од челичната конструкција. За целосно да се изгради оваа конструкција, но и да се купат потребните материјали, потребно е Македонската банка за поддршка на развојот да одобри кредит. Техничкиот директор на Југохром Славко Стојчевски истакна дека филтер станицата ќе биде наменета за двете големи печки на комбинатот, кои произведуваат половина од вкупниот капацитет. Со изградбата на системот за отпрашување и пуштање во погон на двете печки, на работа ќе се вратат околу 500 лица, ќе се намалат трошоците за одржување, а од остварениот профит ќе се гради друг систем за отпрашување за останатите два помали погони. На тој начин, на работа ќе се вратат сите отпуштени работници, чија бројка достигнува и до 900 лица. Наредната етапа би било изградба на филтерски постројки на овие печки и тогаш би се заокружил целиот процес на инвестиции и отприлика би се вратиле на годишно производство од 60-70 тони на феросилициум. Од синдикатот на Југохром пак ќе бара дозвола фабриката да го почне производствениот процес, паралелно со изградбата на системот за отпрашување. Тие се наши синдикални барања и нема отступување од тоа. Ако владата, има време од сега да размислуваат, ако не ни дозволат да работамо, ние тогаш ќе постапиме со непопуларни мерки. По приватизацијата на комбинатот, вработените во Југохром речиси 2 децени живеат во неизвестност. Повеќе пати комбинатот бил затворен поради финансиски проблеми, скапа струја и слично. И на крај пред 2 години државата му стави катанец поради неисполнување на еколошките стандарди за работа. Полицијата вчера извршила претрес во стан на улицата Штипска во Тетово, при што кај сопственикот пронашла хероин, а кај неговиот пријател марихуана. Од полицискиот билтен и информација за повеќе повредени лица, 2 во физички напад, 1 во сообраќајка и 1 од воздушна пушка. Како што соопшти СВР Тетово, 20 годишен жител на Гостиварско Врапчиште вчера пријавил дека на 18-ти овој месец, околу 15 часот, движејќи се пешки по полскиот пат кој води кон автопатот Гостивар Тетово, бил повреден од зрно од воздушна пушка во пределот на вратот. По укажаната лекарска помош во Гостиварската болница бил испратен на скопските клиники. Се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот. 64 годишен жител на Тетовско Глоѓи, вработен во Тетовската клиничка болница, вчера пријавил дека околу 9 часот и 15 минути додека бил на работното место, физички бил нападнат од 40 годишен жител на Одри, исто така вработен во болницата, како и од неговата сопруга, со која пријавителот претходно вербално се расправал, соопшти СВР Тетово. Набрзо по пријавувањето напаѓачот лишен е од слобода и се работи на целосно расчистување на случајот. 25 годишен тетовец вчера пријавил дека околу 15 часот, додека со уште 3 лица се наоѓал пред адвокатската канцеларија на татко му на улицата Струшка во Тетово, откако претходно меѓусебно се расправале машко и женско лице. Машкото лице му се доближило, физички го нападнало и избегало. Нешто подоцна, инволвираните лица од Тетово повикани се во полициската станица Тетово и по целосно расчистување на случајот ќе следува соодветен поднесок.
Вчера околу 14 часот и 20 минути на улицата Киро Ристовски Дрнц во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Голф со тетовски регистарски ознаки управувано 25 годишен тетовец и велосипед што го управувал 37 годишен тетовец. Повредениот велосипедист пренесен во Тетовската клиничка болница и задржан е за натамошно лекување. 113 странски државјани во изминативе 9 месеци се откриени на поширокото подрачје. Речиси секој од нив не го пријавил престојот овде, а најмногу биле ангажирани во градежни и земјоделски активности. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во изминатите 9 месеци од оваа година во редовни акцијски контроли на поширокото полошко подрачје откриле вкупно 113 странски државјани, од кои 96 во Тетово и 17 во Гостивар, кои непријавено, односно нелегално, престојувале и биле ангажирани, најмногу во градежни и земјоделски активности. Неголемиот број од нив, дури 108, биле од Република Албанија, 4 од Република Косово и 1 од Република Турција. Откриените странски државјани во овој период по приведувањето во полициските станици Тетово и Гостивар предадени се на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка, информира СВР Тетово. Значителен број од нив не поседувале валидни документи за идентификација или нелегално влегле во нашата земја, додека речиси сите не го пријавиле престојот на подрачјето, што е спротивно на законот за странци, поради што биле изведени пред судија за прекршоци на основните судови во Тетово и во Гостивар, пошто се адекватно санкционирани и депортирани во матичните земји. Во сабота 27 октомври во големата сала на ресторанот Нов Жеден во Јегуновце ќе се одржи манифестацијата Меѓународни фолклорни средби Мостови 2018 во организација на Културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце и општина Јегуновце. Гости на настанот ќе бидат Кут Бранко Радичевиќ од Стара Пазова, Кут Каршијака од Скопје и Кут Ачиф Јахја од Теарце. Почетокот е закажан за во 18 часот и 30 минути. Денес имавме сончево и студено време, дуваше засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од 0 до 4 степени, а дневната од 10 до 16 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево и потопло, ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Утринската температура ќе се движи од 2 до 6 степени, а дневната од 15 до 20 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.